Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Законско решение по скратена постапка за привремени измени на дел од придонесите за подобра финансиска стабилност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Општина Прилеп вечерва ќе им оддаде признание на најдобрите основци и средношколци. Јавното комунално предпријатие Комуналец ги заменува старите дотраени континери и забрзано се подготвува за проектот за регионален отпад. Финансов директор на Прилепскиот тутунски комбинат фалсификувал фактури и направил штета од 1,4 милион денари. Времето денеска сончево и топло. Викендов температури до 39 степени. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување доби поддршка од две собраниски комисии и продолжува во понатамошната законодавна процедура пред собранието. Станува збор за законско решение кое се носи по скратена постапка, а со кое се предвидуваат привремени измени на дел од придонесите за периодот од јуни до декември 2026. Според образложението на предлагачите, мерката има за цел да придонесе кон подобрување на финансиската стабилност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување преку поинаква распределба на средствата во рамките на постојниот систем на социјално осигурување. Со предложените измени, стапката на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување ќе се зголеми од сегашните 18,8 на 19,9%. Истовремено, придонесот за осигурување во случај на невработеност ќе се намали од 1,2 на 0,1%. Од предлагачите посочуваат дека работниците и работодавачите нема да бидат дополнително финансиски оптоварени, бидејќи вкупната стапка на придонеси останува непроменита и ќе изнесува 28%. Практично станува збор за пренасочување на дел од средствата од една ставка кон друга, без големување на вкупните давачки. Без промени остануваат придонесот за здравствено осигурување, кој понатаму ќе изнесува 7,5%, како и придонесот за професионално здравје од 0,5%. Прилепски комуналец започнува со заменување на старите и дотраени садови за отпад со нови контейнери за мешан комунален отпад и контейнери за селекција на отпад. Од проектот за регионално управување со цврст отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање, општината доби 126 контейнери за одлагање на отпад по принципот на сува и влажна фракција. Целта е поефикасна реализација на воспоставениот современ и ефикасен систем за управување со отпадот, имплементиран во општина Прилеп за подобрување на јавната хигиена, заштита на животната средина и подигнување на квалитетот на животот на сите граѓани. Но за системот да продолжи да функционира успешно, неопходна е активната поддршка и одговорност на секој граѓанин. Во зелените контейнери за мешан комунален отпад се одлага отпадот кој не може да се рециклира. Во контейнерите за селекција се одлага само отпадот за кој се наменети пластика, лименка, најлон, хартија, картон и друга амбалажа, согласно знаките поставени на контейнерите. Секоја амбалажа го има унифицираниот знак за рециклирање кој треба да се следи. Во паркот на Могилата вечерва со почеток во 19 часот ќе се одржи настан на кој ќе им бидат доделени признанија на наградените ученици од државни и меѓународни надпревари, како и на првенците на генерациите, кои со своите резултати достојно го представуваат градот Прилеп. Настанот ќе биде збогатен со музичко-забавна програма, а целта е да се оддаде признание за трудот, знаењето и посветеноста на младите. На овој начин, општина Прилеп ќе им оддаде јавно признание на наградените талентирани ученици од основните и средните училишта и првенците на генерациите.
Од полициската хроника. ОВР Прилеп поднесе кривична пријава против 2 лица од Прилеп и едно правно лице поради сомнение за продолжени кривични дела поврзани со злоупотреба на службената положба, фалсификување службена исправа и фалсификување или уништување деловни книги. Според полицијата, првопријавениот кој бил финансиски директор во АД Тутунски комбинат Прилеп во периодот од 2021 до крајот на 2024 во договор со второ пријавениот управител на приватна компанија од Прилеп примал и одобрувал фактури за наводно извршени услуги кои според истрагата никогаш не биле реализирани. Сомнителните фактури биле евидентирани како обврски во сметководството, а потоа одобрени за исплата, иако за нив немало потврда за извршена услуга, ниту пак биле заведени во интерниот систем за нарачки на Тутунскиот комбинат. Дополнително од 31. мај 2023 финансискиот директор ги вршел исплатите преку банкарска сметка на која бил единствениот потписник, иако таа според статутот на друштвото била предвидена исклучиво за интервентни ситуации. Со ваквите действија, според полицијата, биле исплатени вкупно 1.439.573 денари во корист на приватно правно лице, од кои 874.540 денари биле исплатени преку сметката со единечен потписник. Против двајцата осумничени и правното лице е поднесена кривична пријава, надлежните институции ќе ја продолжат постапката. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност. Во Прилеп слично време, минималната температура се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 29 степени. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Попладне претежно во планинските региони ќе има услови за пороен дожд и грмежи. В недела времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од источен правец. Максималната температура до 39 степени. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.